сограѓани, ова не е во Бејрут, не е во Палестина. Ова е во главниот град на Македонија, во градот кај што живее Никола Груевски. Во Скопје е ова. Значи, некој земал кредит, некој земал позајмица, некој си продал нешто свое вредно, да купи 2 крави и сега ова да го доживее. Што мислите овој човек што се облекува палтото, од убаво ли го прави тоа? И па нели господинот Груевски вети дека ќе биде подобар од комуњарите? Нели вети дека мет и млеко ќе тече низ Македонија? Не му викајте ова, стварно млеко тече низ Македонија. Уште мет да почне. Сега ќе го видите следното. Значи, луѓето кои што отидоа да го дадат спремни ако треба и својот живот за Македонија. Овие се луѓето од достоинство, луѓето кои што ја задолжија Македонија. А сега мора да одат вака по улици и да ги барат своите права, затоа што се отфрлени од државата, затоа што своите тела може би носат и шрапнели, затоа што многу мајки, многу сопруги, многу деца изгубија своји синови, родители, сопрузи. Со 38 години остануваат на улица овие луѓе и на ваков начин си ги барат своите права. Вака ли ветуваше Груевски? Вако ли подобро утро? Доаѓаме до следната категорија. Заслужни граѓани на Македонија, наградени од Груевски. Ова е господинот, вашиот лидер, кој што подпишуваше дека готово сите проблеми. Ова е Груевски со лакоста мајца. Само овде многу посвеж ми стои, сега нешто многу измачење во последно време. Изгледа дека некој му дише во вратот. Значи, овде стечајците и премиерот се договорија да бидат решени сите проблеми на стечајните работници. Дали се решија проблемите на стечајните работници? Не се решија, а? Еднаш дозволивме да нас преведе в жедни преко вода. Сега и втор пат може ке дозволиме, сигурно. Построите кога беше за премиер да биде. Плачеше. Знаете да ги казнете. Казнимо ги комунистите, СДС. Сега он не казне нас. Чашата е више прелиена. Повеќе нема отступање. И не сакам да чуjem дека влада нема пари. Има, реков еднаш, за шмизни, за мачки. Има за нивни, значи, министри. Срамота и грео, што се раши. Срамота и раја се отрпи за нивне. Добра, значи Здравко сигурно не може да ги реши овие проблеми. Толку огорчена бев, да ви речам да одвај се уздржав да не направим некоја друга. Срамота е вака што се малтретира народот, да си троши парите, да доаѓа значи на закажене средбе, а да бидеме грубо одбиени. Значи ова е нечија мајка, нечија сопруга. Чекайте јас да кажам. Значи, тоа беа стечајните работници и како што кажа нашата пријателка, сега имаме нова категорија кој што се блиску до овие стечајци. Тоа се луѓето кои што работеле 35 па и повеќе години во конфекциите. Знаете како се работи во конфекциите. Ако отишле во Скопје кај заменик премиерот, тој кажа, кога му рекла една, што да правиме ние сега, да се фрлиме во Вардар ли? И они кажа, па фрлете се.
како лица. Денеска задоволство да го отворим во најмодерна млекарница со производство на млеко кое што е шведско, а наше. Млекото на сточарите од Источна Македонија наместо во откупните центри заврши на улица. Стотина фармери од Штип, Кочани, Свети Николе, Струмица и Радовиш 2 часа го блокираа сообраќајот на патот Штип-Велес. Протестите ги организираше Федерацијата на фармери, бидејќи млекарницата Новица. Почитувани сограѓани, ова е само подсетување на она што е реалност и ние, како Социјалдемократски сојуз, изгубивме од ова момче, што ветуваше чуда. Каде се чудата? Сега најновото чудо е 8 милиарди евра. Дали он има представа колку се 8 милиони евра? Милиарди, се извинувам. Дали има представа колку се 8 милиарди евра? Значи сега ние ќе дојдеме овде и јас како кандидат за градоначелник ќе ви кажам дека во Штип ќе влезат инвестиции од милиарда евра. И вие треба да ми верувате, така ли? Ама ќе поминат 4 години и после? Јас немам бугарски пасош, немам ни чешки како што има премиерот. Значи јас мислам да живеам во Штип, овде сум се родил и најверојатно овде ќе ми биде и крајот. Но дека да ни дојде крајот, ајде да се договориме нешто да направиме за овој Штип. Да се договориме Штип да биде најубавиот град во Македонија. Вие видовте, тие што бевте на митингот, дека јас му ја фрлив ракавицата на нашиот председател, на нашиот најуспешен градоначалник Зоран Заев. Значи јас сакам да се мерам со најдобрите. Јас сакам да правам надпревар со најдобрите. Не сакам да се мерам со некој што едноставно не ги интересира тоа за што се платени. Ајде сега малку да зборуваме за кандидатот за председател на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов ли беше? Значи, човекот го извадија од клупите и му кажа дека ти си идниот председател на Република Македонија. Они имат едно такво искуство и од порано. Арно, ама не случајно народот македонски има една народна поговорка. Попаметен си кога траеш. Ама овој сиромавиот не сака да трае, па кажува по нешто. Кажува дека ги натерал студентите да соберат подписи за ружи, за нано-ружи. Казва од дело, ако сме ние правна држава, сега во моментот тој треба да биде во